И покрај големата неизвестност создадена од непријатните случувања во земјава, сепак градот под Марковите кули смогна сила да не ја прекинува 15-годишната традиција и за рекордно кратко време да го организира најголемиот балкански фестивал на пивото и скарата, Пивофест 2017. Организаторите уверуваат дека и покрај интензивните подготовки, ниту годинашното издание на Пивофестот нема да потврли во однос на забавата и квалитетот споредено со минатите години. Иако станува збор за доста краток период во кој што се обидовме да го спремиме ова 15-то издание, нема да биде ништо стандардно, значи имаме безброј изненадувања, новини, имаме прекрасна музичка програма, прекрасни звезди, сето тоа што се очекува за одржувањето на еден прекрасен и незаборавен фестивал. Верувам дека ова е една од тие одлични прилики каде што луѓето можат да уживаат во добро пиво, добра храна, има мешана програма, мешани музички бендови кои што ќе бидат овде, ќе има различни пива, мешани пива, така да мислам дека забавата и овој пат е загарантирана. Прилепска пиварница оваа година нуди, како и секоја година, добро уживање, големи изненадувања. Ве покануваме и ние на нашиот штанд да го видите новото рубо на нашето пиво Крали Марко, да го видите новото рубо на нашиот тјуна по кој што градот е познат. Доживаме сите заедно во овие 4 фестивалски денови и да го прославиме вкусот на пивото и вкусот на магијата на Пивофестот. На годинашниот Пивофест 2017 ќе има 25 штандови, на кои покрај редовните за прв пат ќе се служи и белгиско, ирско, англиско, грчко, сараевско пиво и со повисок процент на алкохол. А додека за забавата ќе се погрижат повеќе звучни и популарни музички имиња од речиси сите жанрови. Се потрудивме да секоја вечер бидат задоволени различни вкусови на музика за сите генерации. Секогаш кажувам, музиката гледаме да биде за забава од 7 до 77, секој да се пронајде во тој репертуар. Четвртокот на 13 јули, почетокот започнува со македонската популарна група IQ, а после тоа следува легендарните психомодо поп, кои што ги знаат, да наречам, сите генерации, од XU просторите, посебно тука има и доста фанови во Република Македонија и во Прилеп. И секако музичката атракција вечерта да заврши и заокружи таа прва вечер, а тоа е Амадеус Бенд, кои ни доаѓаат од Србија. Петокот 14 јули исто така продолжува забавата. Ке не забавува на почетокот Дон Минот и Conquering Lion. Тоа е позната реге група која ни доаѓа, познато реге име која ни доаѓа од Америка, комбинација со наша реге група. Реге звуците се популарни секогаш кај сите генерации, посебно во летниот период, и секогаш имаме практика да реге музиката биде составен дел од фестивалите на пиво, така и на овој 15-ти поред фестивал на пиво. Понатаму продолжува забавата со познатиот музички бренд од Македонија, тоа е групата Нокаут, а шлак на вечерта е големото музичко име од балканските простори кој доаѓа, тоа е Ален Исламовиќ. Саботата исто така имаме секогаш еден од поударните термини на Пивофестоте. Очекуваме исто така и доста прилив на народ сите овие денови, посебно викендот, петок, сабота, недела. Саботата ќе не забавува. На 15 јули нашата сограѓанка, пеачка на народни песни, народна музика, тоа е Елена Велеска. Продолжува забавата со Анабела и доаѓа исто така уште едно големо име, тоа е Харис Джиновиќ, кој што се надам дека ова вечер ќе зачини со добра музика и добра забава, како што знае да го направи тоа. За да на делата 16 јули затворањето на фестивалот на пиво, кој традиционално секогаш трае 4 дена, последната вечер во недела. Имаме забава со Тајфата, со Димитар Андоновски, позната музичка група во Македонија, кој исто така ни доаѓа од Прилеп, и Джамбо Гушеви, тоа е веќе, да речам, европски бренд од Македонија во однос на презентирање на музиката, и секако најголемото музичко име и, да речам, звезда на овој фестивал на пиво, тоа е едно од најголемите балкански звезди, па и пошироко, Северина.
Што се однесува до сместувачките капацитети, паркинзите и работното време на угостителските објекти, се е како во изминатите години. Исто така отворен ќе биде и кампот на Могилата, а забава за прв пат годинава ќе има и на новиот аквапарк Салида. Пивофест 2017 ќе се одржи од 13 до 16 јули.